Лавина реакции на социјалните мрежи, но и помеѓу двете најголеми партии од македонскиот блок, предизвика неодамно објавената аудио снимка на порталот Лидер, во која наводно градоначалникот на Шутка од редовите на СДСМ Курто Дудуш е обвинет дека измачувал и тепал непознато лице во својата канцеларија. Образложението на порталот е дека материјалите им биле доставени анонимно од свиркач. Но според Дудуш, кој се закани со тужби за медиумот, се работи за монтирани снимки. По повод вчерашната аудио снимка објавена од така наречениот новинар Љупчо Златев, на која тврди дека се слуша мојот глас, сакам да му порачам. Неговото новинарство и професионалност е познато веќе од одамна на пошироката јавност. Со континуирано вкрстување во монтирани политички хајки против мене, нема да стане поугледен новинар, туку само ќе заработи со одветна пријава за нарушување на углед и чест. Соработката со криминалци од калибарот на Сенет Јашар, поранешен осуденик за вооружен грабеж и осомничен за ред други случаи на насилство и нарушување на јавен ред и мир, нема да му донесе новинарски поени, бидејќи од такви лица може да добија само монтирани аудио снимки, да имало вистина во снимката, ки имало повредени, лекарско уверение, случај. Откако најпрво беше објавено 2-минутно видео и по реакцијата на градоначалникот, порталот денеска објави аудио во трајање од 18 минути, и власта и опозицијата во своите реакции ги повика институциите да го истражат случајот. Снимката покажува дека градоначалниците на Заев, наместо да работат за граѓаните и за интересите на општините кои ги предводат, тие своите градоначалнички кабинети ги користат за матни сделки, но и за измачување и тепање на луѓе кои на некаков начин им се спротиставиле. Кадарот на Заев, градоначалникот на Шуто Ризари, се фали дека никој ништо не му може, дека ниту луѓе со пари и моќ не може да му се спротистават, а секој кој ќе му застане на патот и му се спротистави, или го тепа, или го мести да си има работа со полицијата. Осудуваме било какво насилство, тоа е недозволиво и неприфатливо, одговорност мора да има. Очекуваме сите надлежни институции да постапат, да го расчистат случајот и да ја информираат јавноста. Моралните аспекти и личната совест, како и човечкиот интегритет, се вредности кои подразбираат и одговорно однесување и делување. Одговорност мора да има. Законите важат за сите подеднакво. Од обвинителството вела дека случајот кај нив не е пријавен, но ги следат сите информации. Ако добијат пријава ќе постапат, но и да не добијат ќе реагираат по допрен глас. Од МВР вела дека го испитуваат случајот.